Ветуваа дека од Струмица ќе направат идеално место за инвестирање, за водење бизнис, за живеење, школување, Струмица да биде трговски центар во регионот и Струмица да стане туристичка дестинација. Ветување за промена на инфраструктурата на населените места и создавање на подобри услови за земјоделците, за културниот живот, ветување за животот на сограѓаните во Турското мало. Ветувања чии што рок за реализација неповратно изминува и кои реално не можат да се реализираат во преостанатиот дел од мандатот. Ако порано беше виновна тогашната влада, сега со толку ангажирани струмичани во централната власт, работите очекувано треба да бидат подобри. Иронично може да се забележи дека имате ветувања за кои централната власт веќе ја олеснува ситуацијата, како на пример дипломатска поддршка за извозно ориентираните предпријатија од Струмица за изнаоѓање на деловни пријатели во странство. Имено, скоро откривме дека во поважните центри немаме дипломатски представништва. Или пак ветувањето да се подобри пешачката зона пред Махмав. Кој можеше да предпостави дека откако ќе дојде животот, ќе згаснали Блибиџиската улица, исто како и старата чаршија. Но го охрабруваме градоначалникот да не се откаже од подобрувањето на пешачката зона. Истовремено, би сакале да ги известиме сограѓаните дека во престојниот период Општинскиот комитет во рамките на разговори за обнова на Македонија ќе одржи неколку директни средби со граѓаните. Со таа намера, на неколку локации во градот и населените места, ќе одржиме јавни средби на кои ги покануваме сограѓаните да говорат за своите проблеми и идеи.